Господин Дуковски, добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Благодарам на што ми дозволите да учествувам во емисијата. Ало? Имате најавено пресконференција, меѓутоа тоа е време кога завршува нашата емисија, па би сакале да ве прашаме, бидејќи претпоставувам ова е ваша реакција на предлог, односно на отфрлениот предлог закон за дроги и психодробни супстанции, што ќе соопштите денеска на јавноста, каков е вашиот коментар? Па, вака, најпрво би поел, денес ќе имаме учество, јас нема да присуствувам на пресконференцијата, ќе имаат учество другите фирми кои што се дел од Сдруженијето. Меѓу другото и странските инвеститори ќе бидат присутни на пресконференцијата и они ќе дадат збор, затоа што овој закон е есенцијално потребен и тоа преживува врз основа на деловите кои што од праксата, од самата пракса кои што произведуваат действијата кои што се потребни за изменување на законот. Значи, не е само регулација на овој закон, меѓутоа многу други одредби се одредуваат во законот, не е само, сега да кажем, не е само потенцијалот на извоз на цвет. Значи, тука се регулира веќе и конопот, се формира и агенцијата, која што ќе биде кореспондент, се регулираат многу други действија кои што му даваат овластување на министерот да ги донесе подзаконските акти, кои што се есенцијално битни и потребни за деноста, за оваа индустрија. Велите дека во вашата реакција од она што можев да прочитам, велите дека е штетно за бизнис климата, за целата економија, но и за здравието на луѓето. Како мислите сега штетно е за бизнис економијата? Штетно е ако не се донесе овој закон. Значи, сите ќе трпиме штета во делот на ако не се донесат измените на закон. Која е причината зошто претениците на ВМРО-ДПМН одбиваат да гласаат за еден ваков предлог? Па мислам дека нивните тези се тенденциозни, сенам дека пратеникот Васил Ѓочев сите произнесувања и тези кои што ги изнесе се неосновани од причина што сакаме ние да кажеме дека и другите држави во рамки на Европска унија се Колумбија, значи кажам дека тезата која што ја наметна Васил Ѓочев не се одгетна и не соодействува со фактичката состојба и потребите на граѓаните на Република Македонија, затоа што до сега ние овластување има само двајца лекари специјалисти да даваат третирање со канабис, меѓу другото сега се проширува таа дејност и можеме малку пошироко да гледаме и за третирање на пациентите во Република Македонија со овој лек, да речеме, со примена на третирање на пациентите со овие потреби, затоа што реално до сега немаме некоја конвенционална медицина која што би помогнала на различни форми на болести, а меѓу другото третирањето со овој лек веќе имаме сериозни резултати емпириски истражувања кои што укажуваат дека имаат добри резултати во делот на клиничките испитувања. И сосема за крај, што доколку не биде и понатаму прифатен, што доколку и понатаму наоѓате отпор од пратениците. Во една прилика излезе една, ако можам да кажам, закана дека ќе го истурите канабисот пред влада, меѓутоа тоа на социјалните мрежи во една духовита смисла дури најде и на одобрување. Па се наметнува прашањето какви ќе бидат вашите идни чекори? Значи, ја морам да признам дека нема граѓани што не ми стопри да ми каже кога ќе да се случи тоа. Меѓу другото тоа беше во жаргон на шега кажам. Меѓутоа, иако го дојде до тоа, не ни останува ништо друго освен да го истуриме пред владата или пред собранието или пред ВМРО-ДПМН, затоа што они не ги знам причините кои што они вака реагираат, искам да ви кажам. Затоа што овој не е само инвестициите, не се само од една страна, инвестициите се од многу други граѓани кои што инвестираат во оваа индустрија, гледаат и ценат дека има развој на оваа индустрија. И сега ние ако ние тоа не го направиме, ако не го регулираме, тогаш оваа држава цела индустрија ќе запет. Господин Дуковски, Ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во овој утрински брифинг, час и половина пред пресконференцијата. Ви благодарам уште еднаш.